И она на што ни алудираат земјоделците е дека е потребно да има многу поголеми контроли на терен, особено во делот на откупувачите, нивните односи, често пати да се проверуваат и договорите кои што откупувачите ги склучуваат со земјоделците, а секако е многу повеќе да се инвестира и во делот на изградбата и на ладилници и останати исто така откупно-дистрибутивни центри кои што всушност ќе го овозможуваат складирањето на земјоделските производи, а на таков начин ќе се зголемува и нивната конкурентност, ќе може подолго време да се чуваат таму со цел за да се продадат она кога ќе биде најповолен момент за нив и да постигнат соодветна цена. Исто така, тука би напоменала дека особено е значајно што овие години, неколку години наназад, имаме зголемување во извозот на земјоделски производи, особено на овош и зеленчук, меѓутоа, и еве, во првиот квартал за 2021 извозот негде ни изнесува околу 55 милиони евра, што е за околу 13% повеќе од изминатата година. Меѓутоа, тоа е затоа што се цените покачени, а инаку во однос на претходната година околу 6000 тони имаме помалку извоз на земјоделски производи, но она што загрижува и што е алармантно е што пак за 40% имаме поголем увоз на преработени земјоделски производи и токму тука исто освен тоа како наш предлог за отварањето на откупно-дистрибутивните центри, почитувањето на договорите со откупувачите, она што особено треба да се има во предвид во иднина е како да се зголеми таа конкурентност на земјоделските производи, а тоа може да се направи токму преку преработка или додавање на додадена вредност на земјоделските производи како би биле конкурентни на и на домашниот, меѓутоа исто така и на околните па и на светските пазари.